Бисера Чадловска, повеќе од 20 години присутна на сцената, позната, призната диригентка и можеме да кажеме дека сме горди на вас. Почетоците, како што кажав, повеќе од 20 години, како ги паметите и како почнавте во диригентската професија? Јас почнав како диригент уште додека студирав. Почнав да работам на тие студентски концерти кои што ги имавме секоја година како годишни концерти од делот на наставата. И првиот настап ми беше во Македонската филхармонија, всушност во трета година на факултет, каде што диригирав една увертира како дел од групниот концерт на студентите од таа генерација. И понатаму едно по едно се редеа моите настапи, за да потоа после дипломирањето почнав да работам во Македонската опера и балет. Некако кога ќе се спомне диригент, секогаш се мисли на машка и велиме машка професија. Нема да се задржиме на ова прашање, сакам да ве прашам дали ви пречеше како жена диригент меѓу мажите диригенти? Не ми пречеше и воопшто не се осврнував на тоа толку многу. Јас имав една желба и една цел зацртана, а тоа е да успеам сама за себе, не како жена, не како, не знам, дел од машката професија, туку како јас Бисера, која сакаше да биде диригент. И тоа ми беше единствената цел во мојот професионален живот. Кој е она чувство кога навистина на естрална и на сцената? Тоа е еден флуид кој што се чувствува меѓу сите учесници. И најчесто, според моето искуство, кога прв пат ќе застанеш на концертот, на представата, на било што, со првиот тон веќе се знае како понатаму ќе се движат работите и некогаш едноставно се знае дека на крајот ќе биде многу успешно и многу убаво и така бива. Грешките се грешки кои што сите ги правиме, се разбира. Нашите грешки најчесто публиката не може да ги примети. Диригентското стапче не е магично, меѓутоа може би да биде и магично и волшебно, како што да се надоврзам на претходното прашање, конкретно, за да има една целина. Воопшто не се забележи. Да, диригентското стапче воопшто не е магично. Тоа е еден алат кој што му помага на диригентот да биде прецизен, всушност. Доколку музичарите знаат да го следат, а знаат бидејќи се професионалци, тоа е тоа кое што ги води во текот на работата. Како што сакаше да каже мојот професор, десната рака е диригентот, а левата е уметникот. Во десната рака ние го држиме стапчето и тоа е таа прецизност која што се очекува од нас како диригент за да ја водиме музиката. А со левата рака ја покажуваме уметноста, фразирањето во музиката, динамиката. Тоа се тие некои финеси кои што се работа на диригентот, да ги пренесе врз ансамблот кој стои пред него. Колку македонските диригенти во светот се познати и колку ние можеме да се носиме колку пати, колку често, знаеме дека има некој светско диригентско име во филхармонија и на некоја од представите во опера и балет и ќе дојдеме токму заради диригентот. Ве прашувам колку ние навистина можеме да се носиме како од Македонија, бидејќи навистина имате и на меѓународен план и навистина затоа и така и го почнав разговорот, навистина сте признати, познати и докажани. Знаете како, во моментов барем јас така тоа го гледам, меѓутоа од разговор со луѓе гледам дека тоа е така. Да се биде светски познат во моментов ништо не значи. Можете да сте познат чисто заради тоа што знаете како да се изрекламирате себе си и ништо повеќе. Меѓутоа кога се работи за професионалност, македонските диригенти како можат да се носат со странските и со, да речеме, светски познатите имиња. Ние воопшто не заостануваме позади нив со нашата способност, умешност, професионалност и познавање на нашата работа. Дури се случува многу пати да дојдат странски диригенти овде кои што се класи
под нас. Сега тоа се некои текови трендови во светот кои што така се е отидено на само рекламирање, на менаџирање, на не знам, тие социјални медиуми го прават своето. Јас многу не сум лично поборник на тоа, битно ми е да си работам работата така како што мене ми е убаво, еве овде во мојата куќа, ова е мојот дом, македонското пари балет, и сум задоволна со тоа. А дали сме светски познати или не сме, тоа колку е добро, толку и не е добро. Мислам, нема ништо тука посебно што би не направило нас среќни затоа што би биле светски познати. Така. Убаво кажавте, тука сте во домот и колку Бисера Чадловска се подготвува за еден настап, затоа што често знаеме навистина да ве видиме покрај тоа што во изгледот водите сметка тоа да биде посебно, бидејќи навистина можеби публиката сакал или не го гледаат диригентот, меѓутоа и во делот на подготвеноста за да се настапи. Секако дека првенствено и најзначајно ми е да се подготвам за професионално за представата, за концертот. Диригентот тоа го прави сам дома, самиот учи, ја подготвува партитурата, бидејќи е тој оној кој што треба да ја пренесе на ансамблот и да на еден начин да ја раскаже, да каже што сака, што очекува од тие што ќе свират со него. Јас се подготвувам за посебно кога се работи за нова партитура која што не сум ја диригирала, се подготвувам подолго време. Да не речам и се обседнувам со тоа дело, бидејќи ми станува обсесија 24 часа и дури кога спијам навечер го сонувам. Знае да ми се врти како во луп. Кога се работи за дело кое што ми е многу пати диригирано, се разбира тогаш е полесна работата, бидејќи веќе го знам, ми е подготвено. Но сепак секоја наредна изведба носи многу различни работи со себе. Значи имате почнувајќи од различни пејачи на сцена до различни луѓе во оркестарот и сепак секогаш е тоа ново искуство за диригентот. А кога се работи за изгледот на сцена, тоа е нешто што го правам исклучиво за себе, затоа што мене ми е мерак да се дотерам. И така си наоѓам прилика каде можам да облечам нешто така поекстравагантно. Така и доликува. Бисера Чадловска, кај ќе ја гледаме периодот? Во понеделник заминувам за Ниш, бидејќи таму имам концерт со Нивниот симфониски оркестар. Потоа се враќам тука и сум на репертоарот на нашата матична куќа. Треба да ја диригирам представата Севилски бербер. Понатаму би знаела кога ќе излезе репертоарот на операта, што би било мојот следен ангажман. Меѓутоа, тука сум цело време и публиката може да ме види на нашите представи во МОП. Ви благодарам за разговорот и навистина ви посакувам успешна работа и натаму. Благодарам и на